22 часот и 16 минути. Ние се уште сме во живо од центарот на Кочани, отвореното специјално студио Раната Пулс. Во нашето специјално студио Зоран Тодоров, ќе ве најавам како поранешен кандидат, односно кандидат за градоначалник на општината, економист, граѓански активист. Благодарам што сте со нас. Ви благодарам многу за интересот на Кочани што ме повикавте. Да. Ќе фатиме неколку аспекти во нашиот разговор, но ајде како жител на Кочани, како го гледате Кочани после 365 дена од трагедијата? Што се промени или што требаше се промени, а не се променило? Прво, бидејќи се во овој ден, после цела година обележуваме година дена од тој немил настан, секако дека е многу тажно и сами гледате. Тажна е целата состојба, бидејќи големата несреќа која се случи во Кочани и во Македонија ги надминува нашите капацитети како емотивни, така и институционални. Така да за оваа година дена можеби се променија неколку работи, но суштината тоа да бидеме посплотени и можеби да работиме координирано за иста цел заеднички сите кочанчани со помош на сите луѓе од Македонија, се уште не е доволно и мислам дека тоа не го постигнавме за сега. Вие сте еден од луѓето кои што излегува во пресред во тие можеби најтешки моменти за Кочани и за цела држава. Се вклучувате што и лично, но што и преку здружение каде што членувате и помагате во таму каде што е најпотребно. Да. Со што помогнавте, во која насока, што беше најпотребно во тие моменти? Дали се уште помагате во насока за оние кои што им е најпотребна помош, а тоа се лицата кои што го преживеа пожарот и се уште се борат со лузните од Пулс? Уште во првите моменти, значи кога видовме колка ве несреќата и што ќе се случи во нашите прогнози, веднаш се, да кажам, обединивме тие што се наоѓаме во здруженијата во кои што членува. Пред се тоа е Ротари клубот Кочани, Воскресение. Направивме една мрежа на луѓето кои се околу нас, да кажам, пријателите се собра околу 170 луѓе доброволци. Направивме една мрежа за да можеме тоа ургентно да помогнеме на терен колку што можеме на граѓаните на кои што им беше потребна помош. Ротари клубот направи кризен центар кој правеше еден список на материјали што беа потребни во тој момент и од кислород па се што е потребно како на луѓето кои дојдоа од страна да помагаат, така и на домашните на повредените, меките мерки на тие први луѓе кои требаше да патуваат во странство. Зборам за најпрвата финансиска помош, потоа психолошка поддршка им за цела година веќе тој проект постои, преку 300 луѓе има таму поминато преку тој еден цел систем на опоравок, за што ќе излеземе се разбира со една анализа. Другите здруженија што ги наредив сега многу помогнаа при организација на самиот погреб, деновите пред тоа. Така да сето тоа беше, да кажам, во една координација и колку можеме во тој момент помогнавме. Ротари подоцна продолжи со тоа, направи центар и сега веќе го прогласивме и вториот дел, а тоа е Ротари 2.0, каде што ќе на младите им дадеме поддршка за да ја видат малку посветлата страна, значи сега веќе одиме во едукација, со помош на стартап проекти, така да мислиме дека ќе одиме во втора фаза на поддршка на населението во Кочани, која мислам дека во овој момент му е потребна. Тоа е дел од здруженијата. Што наоѓам како една забелешка, тоа е дека немавме доволно координација здруженијата меѓу нас со институциите, за да може секој да заземе одреден правец во кој би требало да ги развива своите активности, за да можеме да имаме поголем ефект кај населението и кај младите. Бидејќи мислам дека целата борба е како да ги задржиме младите овде. Јас гледам овде една голема опасност од демографско празнење доколку не направиме развој. Значи, ако направиме на скала на развој, општините во Македонија, ако се развиваат од 1 до 5, на Кочани му треба 7, за да можат луѓето, младите деца во Кочани да видат дека Кочани има перспектива и да не биде сегашната состојба како е нивна психолошка дека треба да заминат од овој град. Бидејќи ние летото немавме никаква забава за нив, немаме некои специјални спортски активности или услови за спорт. Едноставно треба многу области да се работи за да младите го гледаат Кочани како некое место перспектива за себе и за своите семејства во иднина. Што е тоа што треба
наивно да се промени во Кочани, за младите да не започнат да размислуваат или да ја гледаат иднината надвор од Кочани, од нашата држава? Па прво кога би можел вака, се едно е како реалностите, а друго е како што прво би направил. Тоа би било развој на некои високотехнолошки, да кажем, процеси на производство, доколку е тоа можеме да ги копираме некои други земји кои тоа го веќе имат направено. За потоа можеби онлайн работењето едноставно тој номадски систем го примениме кај нас, да го развиваме туризмот, едноставно инкамингот на финансии во Кочани мораме да го зголемиме. Фреквенцијата на луѓе од страна кои доаѓаат во Кочани за да ја разменат енергијата помеѓу младите исто така ни е потребна, бидејќи остатокот од Македонија сакајќи да не помогне и желејќи нас понекогаш и не ни тоа многу помага, бидејќи ако не доаѓаат во Кочани, на кој начин очекуваат дека и нашите бизниси и нашите млади ќе разменуваат со нив заеднички идеи и може да направат заеднички нешто подобро за сите. Значи ни треба нешто што ќе ја зголеми фреквенцијата на луѓе. Дали се тоа, не знам, на паркови, дали е тоа искористување на топлата вода, спа центри, туризмот на Осогово, можеби некој напредно земјоделие или не знам, правење на еко кампови или едноставно многу идеи има кои сега не би ги набројал бидејќи тоа е цел процес кој треба да се случи. Најургентно е тоа да се направи нешто што на младите ќе им донесе една врста на забава и да можат да спортуваат, едноставно да ги насочат слободните активности во некој сегмент. Исто така и ноќниот живот да не го заборавим, без разлика што и да се случи, животот продолжува понатака и ние мораме да размислуваме како пак ќе го вратиме тоа на некое ниво, завидно ниво како што било некогаш во минатото во Кочево. Да се надеваме дека тоа ќе биде така и особено треба да и не само младите кои што се тука, дури и лица кои што се во други градови, во околина или странски туристи кои што доаѓаат или фриленсери кои што се во голема мера сега може тука да дојдат, навистина имате прекрасни услови во Кочани и може да уживаат во овој град. Ви благодарам многу за разговор. Ви благодарам за интересот за Кочани, се надевам во друга прилика ќе разговараме повеќе. Да, малку повеќе. Слушавте разговор со Горан Тодоров во однос на што се промени или што не се промени по една година од Пулси, како треба да изгледа Кочани во иднина.